Ние мораме да имаме и државна интервенција, доколку сакаме рамномерен развој на сопствената држава, доколку сакаме колку толку рамномерна распределба на општественото богатство, наспроти она што денеска ни се случува, а вашиот либерален капитализам го заговара, а тој знаете што вели? Либерален што? Либерален капитализам. Притисок за нивно уништување, за да тие можат да си ги задржат вработените кои си ги ранат своите семејства. Да прочитам дел од ваше интервју. За заштита на правата на работниците, за нивна поголема плата, за нивно помало работно време, постои синдикат. Тоа веќе не е работа на политичките партии и на политичарите. Наше е да воспоставиме систем. А синдикатот нека си маршира, нека си бунтува, никој не треба да го слуша, значи него. Тоа е повторно треба проблем. Да прочитам дел од едно ваше интервју. Сега вие значи го рековте ово дека не треба да бидат заштитени работниците директно, туку капиталот. А да видиме вашата изјава која што сте ја дале во оној додаток што оди на Дневник, кој што се вика Публика. Вие велите следново: влегувам во летната бавча на ресторанот Пелистер и ме заплиснува смеа и расположение. Само да објасниме, Пелистер е фуфо, денешен, ако не се лажам, денешен далмет во ресторанот. Оние неколку проценти успешни, распослани по масите, јадат, пијат и се веселат. А цените за една порција колку целодневен оброк на оние замислените и тажни од улиците. Ме обзева гнев и дефинитивно знам дека на Македонија и треба револуција, остри и радикални промени, за да можат и оние од улиците достоинствено да живеат. Така е. Па токму тие што седеа во Пелистер, кои што се смееле, се токму тие капиталци кои што сакате вие да ги заштитите, зарем не? Не е точно. Навистина? Па кои беа тие? Да не беа тие синдикалци некои што седеат таму, од Маврово работниците? Тие кои седеат таму, тие кои седат и трошат по 1000 или 5000 евра за една вечера или не знам што, тоа се луѓето со нечесно стекнат капитал. А тие со чесно, тие не од ресторани. Тие кои со чесно стекнат капитал, тие се наоѓаат во своите фирми. Јас имам многу блиски пријатели кои имаат такви фирми. За каква револуција? За каква револуција зборите? Луѓе кои иако создадоа капитал, до ден денес самите ја носат хартијата во својата печатница и така натаму и така. Значи зборувам за заштита на таквите луѓе, а не зборувам за заштита на оние 2% кои преку криминалната приватизација на СДСМ се стекнаа со целиот капитал кој го градеше цел македонски народ. Објаснете ми за каква тоа вие зборувате револуција? Значи, зборувам за конкретна револуција во воспоставените односи во оваа држава. Зборувам за ревизија на криминалната приватизација. Тоа е вистинската револуција. Дали не сакате да ги амнестирате оние газди што не ги почитуваат работничките права, што ги плаќаат со смешни суми од 5000 денари месечно, што не ги осигуруваат, ниту пак им купуваат заштитна опрема? Зошто ги заштитувате нив? Зошто на некој начин им давате алиби? Велите дека државата е виновна што они не ги заштитувале своите работници, бидејќи државата не била фина со нив? Упорен сте во обидот да ги извртите моите тези, меѓутоа нема да ви дозволам, затоа што едноставно јас повторно ќе кажам. Не говорам за тие 2% луѓе кои со криминалната приватизација се добраа до имотот, кои го создавале и вашите родители и дедовци. Ако си ги погледнат рацете, се уште им се гледаат плускавци од создавањето на тој имот. Значи не говорам за тие 2% луѓе кои го украдоа имотот од моите родители и од вашите родители. Зборувам значи за оние луѓе кои со мака работејќи во изминативе 10, 15, 20 или 30 години успеале да си создадат своја каква таква фирма и свој каков таков бизнис, луѓе кои при тоа вработиле и обезбедиле 5, 10 или 15 семејства. Значи зборувам за тие честни луѓе да ги оставиме на мира, да им дадеме добра даночна политика, да им дадеме добра кредитна политика, за да тие луѓе ги зачуваат работните места кои ги отвориле за тие 10 или 15 вработени, за да тие можат да преживеат. Не говорам за криминалците и не постои ситуација во која Страшо Ангеловски застанал на страната на криминалците. Дали сте господине Страшо Ангеловски вие дете на работничко семејство? Да, и тоа. Каде работи вашите родители? Мојот родител беше женски фризер, така да јас сум пораснат буквално со тежок леп на еден човек кој од утро до вечер работел за да може трите деца да ги одгледа. Зошто тогаш не сте левичар? Затоа што чинам дека во оваа ситуација при создавањето на една независна македонска држава, а националната левица не може да ја помогне на татковината и на народот.
во овој момент гарант на постоењето на Македонија е единствено десноцентристичка влада и македонската десница. Левицата како анационална, како сила која се залага за глобализација на светот, за бришење на границите и така натаму, не е гарант за воспоставување на националната држава на македонскиот народ. Вие сте против Европска унија? Не, јас воопшто не сум против Европска унија. Европската унија е сојуз на држави во кој секој влегува доброволно и излегува. Значи да се разбереме вака, да не бидат доведувани во заблуда македонците, кога им се вели дека Македонија треба да влезе во Европската унија. Европската унија не е меѓународна организација во која се влегува. Обединетите нации се меѓународна организација во која ние влеговме и се зачленивме. Европската унија и НАТО се сојузи на држави во кои вие сакате да се приклучите доброволно или не. И сега кога говориме за Европската унија, нам ни е јасно кажано дека државите од Западен Балкан во Европската унија може да влезат најрано во 2020 година. Тоа ќе рече 9 години од денес. И јас не гледам на вистина причина ние денес да инсистираме на промена на нашето име заради евентуален влез после 9 години. Ние треба да работиме само на нешто. На воведување на европски стандарди во Република Македонија. Европски стандарди во платите, европски стандарди во стапката на невработеност, европски стандарди во образование, здравство и така натаму. Кој треба да воведе европски стандард во платите? Значи државата? Државата е таа која тоа е левичарски став. Не, државата е таа која треба да создаде услови за да се, значи со монетарната политика, со кредитната политика и така натаму. Да им даде амбиент на бизнисмените за новија да им текне, така? И да ви кажам дури. И владата која 4,5 години работи во оваа држава, значи таа десноцентристичка влада на ВМРО ДПМН, со реформите кои ги создава, буквално ја води Македонија кон воведување на таквите европски стандарди. Многу е мачен тој процес. Многу е тежок тој процес и затоа има и незадоволници. Има и незадоволници од ВМРО ДПМН кои се незадоволни бидејќи во таквиот процес на реформи, на воспоставување европски стандарди, тие не добиле нешто од она што го посакувале. И сега дали како десничар, како знаете, прав десничар, на таквите играат и Љубе Бошковски и Љупчо Георгиевски играат на нивното незадоволство, па им велат: ете ВМРО ДПМН, вам не ви ги вработи децата и внуците, ние сега ќе ви ги работиме. Тоа се ефтини популистички трикови кои навистина не можам да разберам кој би можел да гласа за Љупчо Георгиевски после сите оние негови политички врталуми и салто мортале од троен вид, или пак за оној циркузант Љубе Бошковски, но ме интересира, вие рековте да се држиме малку на вашето десничарство. Тоа дека сте десничар, дали тоа значи дека ние не треба да им даваме социјална помош на нашите социјални случаи? Не, јас се залагам најпрво да не создаваме социјални случаи. А кога веќе се создадени? Нормално мислам. Сметате дека десницата во Шведска се залага за укинување на социјалната помош? Да, десницата во Америка се залага за укинување. Не, значи вака да се разбереме. Социјалната држава е социјална држава. Вие сте шведска десница? Социјалната држава е социјална држава која почитува и десницата и левицата. Или ќе ја имате формирано како таква, или ја немате никаква. Значи, ако сте вие социјална држава, односно држава во која се обидувате тие социјално ранливи групи да ги заштитите, тогаш тоа го почитува и десницата и левицата. И или функционирате така, или не функционирате никако. Не сте искрен, господин Ангеловски, бидејќи десницата се залага за намалување на даноците, намалување на буџетот и укинување на социјалните трансфери. Оние кои ме знаат дека сум секогаш искрен. Бидете искрен. Штета што вие не ме познавате и затоа мислите дека не сум искрен. Кажете на нашите гледачи дека вистинската десница се залага за укинување на даноците, за намалување на даноците до екстремно ниво, намалување на буџетот и укинување на социјалните трансфери, тоа значи социјална помош, секој вид на додатоци, детски, пензиски, овакви, онакви. Дека се треба да биде оставено на бизнисот и на капиталците, па они ако ни фрлат некоја трошка, фрлат, ако не. Тоа е вашата либерална теорија, а десницата, посебно крајната десница, конзерватизмот, се залага за нешто друго. Се залага за условно речено мала државна интервенција во она што значи живење во државата. И јас искрено, јас лично како Страшо Ангеловски го почитувам тоа, затоа што јас морам да ви кажам, кога 90-та година ние влеговме во авантурата на чиста приватизација на Република Македонија, јас се залагав да се задржи она што значи и државна собственост и државна интервенција. Ќе ви кажам зошто. Затоа што приватникот
кога отвара еден дуќан, тој бара дуќанот да му биде наагол, да биде на прометно место, да биде онаму каде што тој ќе може исклучително многу да заработи. Само државата е таа која заради демографски рамнотежи, заради создавање подобри услови наму каде што ги нема, може да отвара и работни места, може да отвара и погони кои нема да бидат профитабилни, меѓутоа ќе ги вработува луѓето за да ги задржи на нивните огништа и така натаму. И затоа понекогаш ние мораме да имаме и државна интервенција, доколку сакаме рамномерен развој на сопствената држава, доколку сакаме колку толку рамномерна распределба на општественото богатство, наспроти она што денеска ни се случува, а вашиот либерален капитализам го заговара, а тој знаете што вели? Либерален што? Тој либерален капитализам. Токму тоа, левичарсте, тоа е либералниот капитализам. Значи, тој заговара вака. Тој заговара секој слободно да може да си работи, сиромашните да осиромашуваат. Ги извртувате ставовите, ги користите фактот дека голем број наши граѓани можеби не се запознаени со овие работи. Инаку кога веќе зборуваме за ваше... А јас точно се залагам за укинување на социјалната помош. Фала ви што кажете. Точно сакам сите да бидат вработени во Република Македонија и никој